Драги пријатели, тие што сте тука и тие што не следат во пренос во живо, добре дојдовте на доделувањето на наградата за најдобар млад преведувач Вавилон за 2021 година во организација на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија и делегацијата на Европската Унија. Се работи за уникатна награда која ги отсликува целите на Сдруженијето и Европската делегација во однос на промоцијата на културната и јазичната разноликост во Европската Унија. Традиционално, 8ми пат поред, го одбележуваме Европскиот ден на јазиците. Конкурсот има за цел да го поддржи квалитетот на преводот на литературни дела и да ги поттикне младите преведувачи да преведуваат од повеќе јазици и да се вклучат преведувачи од повеќе националности, за да се збогати културното наследство преку книжевниот превод, а тоа секако е доказ дека живееме во мултикултурно општество и потврда дека може да се действува во рамки на мајчиниот јазик. Конкурсот е одлична можност да се искуси целиот процес на преведувањето, почнувајќи од истражувањето, па се до адаптирањето и наоѓањето нијанси, за на крај преводот да биде оценет од поискусни колеги од фелата. Тоа е многу важно, зашто кога зборуваме за книжевни преведувачи, тоа не е само професија, туку уметност и умешност и нечиј труд треба да биде испочитуван и вреднуван. Се надеваме дека покрај формалната награда, ова признание ќе им даде самодоверба да продолжат да се развиваат во оваа насока и да остават свој печат во културниот живот. Оваа година добивме вкупно 13 апликации, и тоа од германски, француски, англиски, италијански и хрватски, кон еден целен јазик македонски. По двојазичната и еднојазичната комисија ги добивме победниците. И покрај сите предизвици кои што ги наметна пандемијата, сепак заокружуваме едно успешно издание, а огромен придонес за тој успех се должи на првата амбасадорка на конкурсот за најдобар преведувач Вавилон, Румена Божаровска. Ја поканувам да ви се обрати. Огромна чест ми е и гордост што во текот на изминатата година служев како амбасадорка на наградата за најдобар млад преведувач Вавилон. Така, овој настан го доживувам како долго очекувано крунисување на трудот што го вложивме заедно со Сдруженијето на преведувачите на Северна Македонија и Европската делегација во обидот да се унапреди и промовира културата на преведувањето. Чувствувам огромен ентузијазам и љубов кон оваа иницијатива, од една страна поради состојбата на јазикот, писменоста, книжевноста и изразувањето воопшто во територијата на Северна Македонија денес од една страна. Ова го зборувам поради тоа што во последната деценија две општествено-политичката ситуација влијаеше врз преведувачката професија, при што посебно книжевниот превод се најде запоставен и омаловажен. Истовремено недоволно се обрнуваше внимание на јазичната и културната разноликост на нашата држава, што придонесе и кон запоставување на преведувањето на јазиците на малцинствата. Оттаму, една ваква награда недвосмислено ја истакнува важноста на преведувачкиот процес во целокупниот културен, историски и политички простор на државата, враќајќи го достоинството на преведувачите како едни од главните кројачи на писменоста и културата. Постои уште една причина поради која сметам дека оваа награда е многу важна, а таа ги надминува границите на државата. Чувствувам дека во ова време кога најсилно се бориме за човечки и демократски вредности како меѓусебно разбирање, почит, еднаквост, но и слобода на изразување и движење, вредностите што ги промовира преведувањето се постојано под напад од оние кои со библиски авторитет, и тука алудирам на Вавилонската приказна, се обидуваат да постават уште повеќе бариери, уште подолги и повисоки физички граници и ќе го расцепкаат општеството делејќи на луѓе и на нелуѓе, тоест подлуѓе. Живееме во еден од најбитните периоди од историјата кога пандемијата ги вади на површина сите недостатоци на општеството, па така и сега гледаме како ксенофобијата, расизмот и нетолеранцијата цутат и во Европа, загрозувајќи ги вредностите за кои Унијата се залага. Навиду, преведувањето не би требало да има врска со овие процеси, но тоа не е точно. Преведувањето е мостот преку границите, преведувањето е алатката со која се бориме против расцепканоста на човештвото, и токму во преведувањето е клучот на разбирањето и на емпатијата. Оттаму, мене ми е навистина голема чест што сум дел од оваа благородна иницијатива. На добитниците на наградата им посакувам кариера полна предизвици,
што уште поширум ќе им ги отворат очите и ќе им ги разбистат видиците. Истото им го посакувам и на сите апликанти и на сите оние кои што во иднина ќе аплицираат за оваа награда. На Сдруженијето на преведувачите и на Europe House им честитам за покренувањето на овој процес и им посакувам да продолжат со плодна и со успешна соработка. Уште еднаш многу ви благодарам за честа што бев амбасадор. И да немав маска ќе видевте дека сум насмевната, така што ви благодарам уште. Фала многу. Пред да ги објавиме победниците, по случаен редослед ќе прочитам по еден краток извадок од преводите што влегоа во потесен избор за наградата. По случаен редослед. Тетравејки се застануваш на нозе и го олабавуваш епитрахилот околу вратот. Неговата тежина те турка надолу кон земјата. Во джебот од панталоните имаш една мала, ефтина бројаница за околу прст. Навика ти е да носиш вакви прстени, затоа што децата и внуците на твоите парохјани се толку отуѓени од црквата што понекогаш ќе отидеш на бдење и ќе го најдеш телото без бројаница околу прстите. Го вадиш прстенот и го протнуваш на прстот, само заради суеверната утеха која ти ја дава и се надвиснуваш на каминот. Светот полудел, сите на куп, сите луди, а дечково е најлош. Трагајки со прстите ја напипкуваш, ја зграбчуваш скриената кристална чаша и ја пиеш во 2 голтки. Секако пола е вода. Вториот извадок. Секојдневно се борам против ентропија. Додека собирам играчки од подот и чистам дуксери со калливи лакти, ја метам секоја падната свиена шпагета и секоја одлетана ронка, тријам дамки и садови, се додека не остане ниту една трага од силите што поминали низ овие соби. Секој час со себе носи нова премутација на истиот стар неред. Метам, перам, чистам. Јас сум една од многуте на кои што смената не им завршува. Секому чии што денови се вртат околу домашните обврски, познато му е задоволството што може да се најде во таквиот труд. При определување и набројување на голем број делови од нередот, секој лесно среден со низа прецизни движења. Има необично задоволство во тоа да се исклучиш на овој начин, да си дел од тугите потреби. За мене, во таквото исчезнување лежи задоволството. И последниот. Нашиот народ беше Туа Дејданан, децата на божицата Дано, онаа на светите води. Иако кралот вообичаено беше маж, самото владење беше женствено, мистериозно. Земјата мораше да го прими кралот, да сака тој да владее. Тогаш домот беше договор меѓу земјата и луѓето кои живеа на неа. Не можеше да решиш дека нешто е твое и да го земеш. Мораше да има нешто да те признае. А дали тоа ќе беше бидејќи си мудар и храбар и моќен и ги има сите традиционални особини кои си велиме дека кралевите ги имаат, или бидејќи на тоа нешто му се допаѓаше вкусот на крвта, па само времето ќе покажеше. И земјата може да биде бесно суштество, може да удри по животите кои живеат на неа. А нашите животи беа долги, ако ги преживеевме различните начини на кои се повредувавме меѓу себе. Децата му беа важни на нашиот народ и понекогаш имавме проблеми со нивното добивање и чување. Не беше мала работа да се оддели родител од дете. Сега го поканувам амбасадорот на Европската унија Дейвид Гир да ви посака добре дојде и да го најави новото издание на Вавилон. Dear translators, book lovers, ladies and gentlemen, translators have an exceptionally important task to do. As José Saramago, the Portuguese Nobel Prize winner for literature, once said, writers make national literature while translators make universal literature. Translators help to make thoughts written in their own language cross borders, cross barriers, become universal. And they bring home, they help to release the wisdom that is captured in other languages. So they help in a cultural exchange, one of the key assets of the European Union. This event is traditionally part of the marking of the European Day of Languages. Today, to commend the work of all, not only literary translators and interpreters, as they make international communication run smooth on a daily basis. This day is also the occasion to recall
the harmonious coexistence of many languages in the European Union, an illustration of the EU's most recognizable motto, unity in diversity, and to emphasize the importance of learning languages. Multilingualism not only helps to improve communication and to bring us closer, it's also very important in finding jobs and in stimulating the economy and creativity and dynamism. So let's now move to what we are waiting for here, to hear the name of the winner of the 2021 Babylon Award. Before that, let me announce that the 2022 edition, marked there, of the award will now be launched. And we hope to receive plenty of applications from you and many quality translations. Thank you. Blagodaram. Alamindaet. For the translation of Savage Her reply by Deirdre Sullivan, which we saw there. So Maya, congratulations. For your food. Well done. Thank you. Brilliant. Just particularly. Oh, sure. I found it impossible at the beginning to sort of translate the names and transcribe them. But beautiful and very rich. Well, thank you very much. Congratulations again. Thank you very much. Thank you very much, Thank you. dear ambassador. Честитки уште еднаш. Слободно можеш, ако сакаш да кажеш нешто. Океј. Најпрво да се заблагодарам на Сдруженијето што ја организира овој натпревар, да кажеме, оваа награда, бидејќи како што рече и Никола и професорката Румена, дефинитивно на нас младите преведувачи ни дава причина зашто всушност да се вклучиме во овој процес и ни дава начин да почнеме, ако ништо друго. И второ, да се заблагодарам на сите оние што го слушаа преводот додека го пишував 1001 пат. Значи, ви благодарам на семејството, на пријателите, заради тоа што ме трпевте едно добри 6 месеци. So, thank you very much. Congratulations, честитки. Повторно ја повикувам амбасадорката Румена Бужаровска за да ја додели, да ја објави и додели втората пофалница. И втората награда за најдобар преведувач Вавилон 2021 да е на Вера Спасич за преводот на A Real Woman by Orla McAlinden. Вера Спасич. Okay, is Vera here? Вера is online. Може да ја вклучиме, Вера? Се надевам дека се врат. Да, честито, Вера. Благодарам многу. Кај мене ви е ова плакетата, ќе си ја земете од тука. Честитам уште еднаш за сите за успехот. Може да кажете нешто кратко да се обратите? Па ви благодарам вас на организаторите, вас професорке за голем дел од мотивацијата ми произлезе токму од вас, од вашата работа. Ви благодарам, навистина голем успех за мене. И им порачувам на сите млади преведувачи да се пријавуваат во што е можно поголем број. Честитки. Ке си ја земе Вера наградата од тука. Значи, тоа беше првата пофалница, сега имаме втората пофалница за Емилија Петрова. За извадок на делото грудка во грлото. Честитки.
Ви благодарам на организаторите пред се. Исто така, ми беше драго што за прв пат можев да учествувам во еден ваков надпревар, каде што мислам дека научивме, како што рече Маја, многу за ирската култура и нивниот изговор, нивните културни особини што ги имаат, и благодарам исто така и кај мене за луѓето кои што ме слушаа сите овие месеци. Се што е од нивна струка, која што не ни е нас целосно познато. Ви благодарам уште на Честитки. Честитки на победниците. Ве охрабрувам да се пријавите на конкурсот и на следното издание кое што туку што беше најавено. Исто така би сакал да потсетам дека нашата веб страница babylon.mk секојдневно значи се збогатува содржината и таму можете да најдете многу корисни совети и корисни линкови исто така. Исто така на нашите социјални медиуми може да најдете многу видеа и многу статии кои што често ги објавуваме во врска со преводот и воопшто културата. Исто така би сакал да најавам дека првата работилница за 9-тиот циклус на Вавилон ќе се одржи тука во Europe House на 18 октомври. А на тој настан ќе бидат објаснети сите детали за надпреварот и заинтересираните ќе имаат можност да постават прашања. Ви благодарам што бевте со нас. Честитки штеднес.